Дека музиката не познава граници, доказ се тие. Танос Ставридис, Стела Темпрели и Бобан Мирковски. Приредија необично музичко доживување. Извадија волшебна музичка приказна од кутијата. Впрочем, така беше насловен нивниот концерт во аудиокултура. Трите инструменти, хармониката, виолончелото и пијаното, се слеа во едно и фантастично прозвучеа и класиците и рокот, што ја одушевија публиката. We have the musical stories. Излегува музички приказни од минатото до денес. Целта беше да го извадиме она што ни лежи на срце преку музиката со нашите три инструменти. На репертоарот беа класици од Бах, Бетовен и Рахманинов, до Битлси, Квин, филмска музика и оригинална музика компонирана за оваа пригода од Љупчо Мирковски. Пред еден месец Издваков концерт се одржа во Кавала на Космополис фестивалот и беше многу убаво. Сите уживаа. И ова беше првпат музичари од двете земји да настапуваат заедно, а тоа е многу важно. Симбиоза, да речем, на многу различни стилови, различни жанрови, различни периоди, што мислам дека е посебно атрактивно за пошироката публика. Со Танос свириме веќе 4 години. Големо задоволство е да се свири и со Бобан. Мислам дека инструментите одлично се вклопуваат и звукот што го вадат е прекрасен. Освиривме класична музика, Бетовен и Бах, но и рок од Битлси и Квин. Беше величинствено. За тоа како хармониката стана негов прв професионален избор, Танос вели: "Не ја одбрав јас, ме одбра таа мене." When I was 3:30. На 3,5 годишна возраст татко ми ме однесе да ми купи божиќен подарок. Веднаш до продавницата за играчки имаше продавница за музички инструменти. Јас догледав хармониката во излогот и му реков: "Еве ова, можеби хармониката ме одбра мене, што знам, карма." И сега некако е дел од мене. И сиве овие години е полесно да се изразам преку неа, преку музиката, а токму музиката ми донесе и многу пријатели. Каде е потешко да се настапува? Дома или во странство? Big bet. Голем предизвик е да се натераат луѓето да дојдат да слушаат музика. Ако дојдат, тогаш се прекрасна публика. Проблемот е да ги натераш да дојдат. Публиката и музичарите се сплотуваат и заедно патуваат со музиката. Впрочем, тоа е моќта на музиката. Таа е општоприфатен јазик. Согласни се Танос, Стела и Бобан.